Не коледе леде, туку кој што спие нека стане, да замеси колачиња, да купи костенчиња, но и да подготви некоја паричка. Со ваква песна дечињата бадникари вчера во Тетово го најавија Христовото раѓање. Кој што спие нека стане, нека меси колачиња, ако нема колачиња, нека даде се што има бања баба. Јас сум преправен во Леброн Џејмс во Црнец. Јас оваа година се преправив во Господја. Маската ја правив денеска, во тоа ми помогна мојата мајка. Јас преправив во Стрико. Тетово живее за овој ден, со недели, па и месеци се подготвуваат маски, која од која да биде поразлична, поубава. Од дома на Маалски оган, па низ градските улици и кафулиња. Маскембалот во Тетово трае со години. Бадник е празник за децата и семејството. Повеќе од 20 години на овој ден тука се маскирале само малите деца, но денес традицијата ја продолжуваат буквално сите кои живеат овде. Се подготвува постна трпеза и топла ракија. Се благословуваат, па се палат бадниковите гранчиња. На празникот Бадник, по повод раѓањето на Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос, чиј празник го празнуваме, тија принесуваме Господи Боже наш, ова бескрвна жртва. Прими ја се милостивни во Твојот наднебесен и духовен жртвеник, и сега и секогаш и во вечни векови. Редовно се пали бадников оган, бадниково дрвце и една скромна трпеза, каде што сите ние се собираме и така го прославуваме овој убав ден, тоест Христовото раѓање. Нашето мало веќе неколку години уназад се организира вака за бадник. До лани беше еден кум, значи лепчето беше секогаш со едно париче, но од лани ја сменивме ние малку таа традиција и лани се избраа тројца кумои. Паричето падна кај тројца, кај мене, кај госпоѓа Цвета и кај Боби Компер. Палите оган, се марскирате, имате трпеза? Да, се трудиме, што е основно, нели? Да, основно трпезата да биде постна, се носи бадниково гранче, се реди огинот и се чека попот, нели, да ја благослови трпезата, да го освети бадниковото гранче и да го запали огинот и потоа, нели, се почнува со славењето и како што следи се маскираме и така натаму. Во Тетово памтам пред многу години било многу поинтересно, а сега нема никого. Ова според преданијата е продолжување на пагански обичај, но со години наназад маскембалот е вистински бренд и атракција за градот.